Вести на Канал 8. Опозицијата во Советот на Кочани ја напушти 38-та седница при расправата за точката за извршување на општинскиот буџет во третиот квартал од оваа година. Причината за напуштањето е што советниците не добија до објаснување за одредени ставки во буџетскиот план. Советниците од опозицијата не го дочекаа крајот на 38-та седница на Советот на општина Кочани. Релативно мирната атмосфера се наруши уште на втората точка од дневниот ред, на која се разгледуваше извештајот за извршување на општинскиот буџет за третиот квартал од оваа година. По образложението што беше дадено од секторот за финансии, за изнесените податоци во извештајот беше побарано до објаснување од раководителката Ирина Хаджиева за одредени буџетски ставки, со истовремена забелешка за отсуството од седницата на градоначалникот Димитровски. На претходната седница во ребалансот ние одвоивме средства. Вие сте стручнак во оваа област, дали сметате дека актуелните тековни, потреби, расходи, да речам, на училиштата, ќе можеме ние финансиски да ги издржиме до крајот на годината, за да може тоа да биде покриено. Ако добро ве следев, ако не коригирајте ме, дека средствата од Светска банка се уште не се добиени. Ние знаеме дека аплициравме за кредитот, веќе тековно има активности на терен и јас би сакала од вас како стручнак да добиам образложение дали тоа не е ризик, кога тоа ќе се случи и како ќе се случи, затоа што веќе гледаме дека општината има активности на асфалтирање, а значи средствата уште не се легнати на сметка. Со кој да го дискутираме извршувањето на буџетот заклучно третиот квартал, кога единствениот кој што е надлежен, тоест градоначалникот на општината, не е присутен тука. И ова не е прв пат, како што спомна и колешката Арсова, туку во последните 5 седници само на една има присуствувано градоначалникот Радко Димитровски. Од тие причини не би сакал да дискутирам за некои работи кои што се веќе завршени, бидејќи никој не може да ни даде одговор, освен градоначалникот, сите други знаеме колку и што смеат да кажат. Не е прифатлив овој извештај кон нас и нема да дадеме подршка и ќе инсистираме секогаш кога ќе разговараме за овие точки градоначалникот да биде присутен на истата, за да бидејќи и тој го потпишува документот, меѓутоа и тој е оној кој што го дава налогот за извршување на било која од овие ставки кои што ние ги гледаме тука само како бројки. Ваквиот став на советникот Алексов од страна на председателот на Советот беше оценет како непристоен и навредлив, зашто тој упати и своја забелешка. Господине Георги Алексов, сметам дека во почетокот на вашето излагање извршите навреда кон стручните служби од собранието на општина Кочани. Мислам дека тоа е недопустимо. Дали смеат или не смеат да ви одговорат, така не можете да се обраќате спрема стручните служби. Тоа е навреда и сметам дека треба да се извините. Советниците од опозицијата реагираа од советничките клупи на забелешката од председателот на Советот, оценувајќи дека не навредиле никого, пошто дојде до вжештување на атмосферата на седницата. За проблеми на граѓаните. Дали сметате дека вака треба да оди седницата или вие ќе ја водите седницата? Од место ќе довикуваме? Или ова е политичка кампања почнавме од сега? Ние сме на седница на Совет. Совет составен од советници дојдени од политички партии. Значи, тука не можеме да бегаме од тој факт. Сега втор пат колешката јасно и гласно прашува и чека и заслужува одговор на некои прашања. Вие со највисока можна арогантност не може завршено. Значи, или е седница, или е ваш монолог. Да знаеме на што присуствуваме сега. Само се осврнав на оно што раководителката го даде во излагањето и тоа на некој начин сметам затоа што го кажа од оваа говорница да ми го дообразложи. Не побарав ништо. А ако како советник немам право веќе и на таква дискусија, значи дефинитивно гледаме каде се кршат правата на некој. По ваквото дообјаснување беше побарана пауза, а потоа координаторот на советничката група од опозицијата ги извести присутните дека тие ја напуштаат седницата. Председателот Димитров рече дека извештајот за извршување на буџетот за третиот квартал од оваа година веќе претходно бил усвоен. Потоа мнозинството во Советот ја проложи работата по преостанатите точки од дневниот ред. По завршувањето на седницата побаравме мислења од координаторот на опозицијската советничка група и од председателот на Советот за случувањата на седницата.
Веднаш по завршувањето на 38-та седница, координаторот на советничката група од опозицијата и председателот на советот изнесува видувања за причините поради кои дојде до излегувањето на опозицијските советници. Во видливо посмирена атмосфера и двете страни ги бранеа своите ставови, оценувајќи дека очекуваат поголема толеранција за време на седниците и почитување на различните ставови. Денешната седница на совет беше прекината и беше нарушена работната атмосфера на истата од страна на председателот на советот господинот Јордан Димитров и поради неговиот дрзок однос кон нас советниците бевме принудени да ја напуштиме седницата. До толку повеќе што следеа точки кои што се од суштински карактер за развојот на општина Кочани, пред се следуваат развојните програми за 2016 година, на кои што ние и досега конструктивно бевме вклучени преку поднесување на нашите писмени предлози. Меѓутоа, не можејќи да продолжиме во ваква атмосфера, бевме принудени да ја напуштиме истата. Се надеваме дека од следната седница на совет односот на председателот на совет ќе биде сменет, во спротивно ние ќе бидеме принудени да преземаме порадикални мерки. На мене ми представа посебно криво што вака се деси нова 38 седница на Советот на општина Кочани, да представниците од Социјалдемократскиот совез ја напуштат седницата. Прето беа упатени одредени навреди до стручните служби на општина Кочани. Јас како председател на Советот прв меѓу еднаквите ги опоменив моите колеги советници и поради различните мислења и начинот на водење на седницата, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз изоцени дека треба да ја напушти седницата. Се надевам дека во идниот период ќе најдеме заеднички јазик и дека ќе ги тргнеме сите различни политички убедувања и дека нема уште во овој ран период да влеземе во кампања и да ја злоупотребиме вашите медиуми и говорниците на Советот на општина Кочани за кампања, него ќе се бориме за донесување програми, како што денеска ги донесе Советот на општина Кочани, за подобар живот на граѓаните во општина Кочани. Напуштањето на седницата на Советот од страна на опозицијата не е новина. Во изминатите 3 години имало уште 3 слични постапки, за кои причините биле непринципиелност при реализирање на кадровската политика, несогласување со донесување на буџетот, како и поради солидаризирање по затворањето на председателот на општина Центар Мирослав Шиповиќ. Ако продолжи загадувањето на воздухот и во текот на утрешниот ден, Министерството за внатрешни работи ќе го ограничи движењето на возилата во Кочани и во останатите градови каде што загадувањето одскокнува од нормалните вредности. Ќе се вози по системот пар-непар и повеќе ќе се користи јавниот превоз, информираат од Институтот за јавно здравје. И понатаму продолжува загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје, Кичево, Кочани, Миладиновци, Велес, Битола, Тетово и Кавадарци, кој е на многу високо ниво. Ако продолжи ваквото загадување, Министерството за внатрешни работи ќе воведе возење на автомобилите по системот пар-непар и ќе се користи само јавниот превоз, со цел да се намали загаденоста на воздухот. Податоците на станицата за мерење на квалитетот на воздухот на Министерството за животна средина и просторно планирање од 6 до 10 ноември покажуваат дека средната дневна концентрација на честички во воздухот е над дозволените 50 микрограми на 1 метар кубен. Доколку и во текот на утрешниот ден концентрацијата на честичките ја надмине дозволената вредност, тогаш Министерството за животна средина препорачува да се користи само јавен превоз, возилата да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, за затоплување на простории да не се користи прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и од мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал и правилно да се користат печките за дрва. Во ваков случај, Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје препорачуваат да се ограничи движењето и активностите на отворен простор на најранливата популација лица, деца, стари лица, болни од хронични болести на белодробниот и на крвоносниот систем, со посебен ризик за болните од белодробна астма, но и за лицата кои својот професионален ангажман го извршуваат на отворен простор во загадени зони на градот. Вообичаено, концентрацијата на честички постигнува максимално ниво во вечерните часови од 22 часот до 1 часот по полноќ. Во подрачните оделенија на Државниот катастар на недвижности се реализираше кампања за отворени денови. Слична активност имаше и управата за имотно-правни работи.
Преку кампањата со назив Отворено со катастерот, државниот катастар на недвижности им излегува в пресвет на граѓаните кои имаат одредени проблеми со впишувањето на недвижниот имот или со докажувањето на собственоста над нивите, шумите и друг вид земјиште. Стручни тимови од катастарот од Скопје престојуваа во подрачните одделенија во Виница и Кочани и ги примаа заинтересираните граѓани за да ги разгледаат нивните барања. На отворените денови присуствуваше и директорот на катастарот Славчо Трпевски, при што рече дека кампањата се спроведува по 8 пат на територијата на целата држава и истата дава добри резултати. Тој изрази задоволство од ефикасноста на одделението за катастар во Виница, оценувајќи го како едно од најдобрите. Одделението Виница важи за одделение кое што е најдобро во Република Македонија. Првија завршија дигитализацијата на катастарските планови, претходно првија има завршено и воспоставувањето на катастарот на недвижности. Предметите тука се решаваат тековно и не само што својата работа се завршува добро, благодарејќи на електронскиот катастар, они помагаат и во работата на Кочани, помагаат и во Гостивар, помагаат и во други одделенија, така да имам само пофални зборови. Според Трпески, признание за добрата работа и за спроведувањето на реформите во државниот катастар се и позитивните оценки што доаѓаат од Европската комисија, која во извештајот нагласува дека е постигнат видлив напредок, посебно кај воспоставувањето на регистар на цени и на масовната проценка, што треба да помогне во подобрувањето во делот на кредитирањето во Македонија. Заедно со катастарот, кампања Отворени денови со граѓаните организираше и управата за имотно-правни работи, а работата на подрачните одделенија ја следеше и директорот Зоран Крстановски. Тој исто така рече дека е задоволен од досега завршените работни задачи, посебно во одделението во Виница. Сакам да кажам дека ова одделение е едно од одделенијата кои што презема предмети од скопските одделенија. Именно во ова одделение првично се поднесени 4.500 барања за приватизација, со тоа што плюс 500 барања, односно предмети се преземени од одделението во Чаир, поради зголемен обем на работа на тоа одделение, поради помал обем на работа во одделението во Виница. Меѓутоа, генерално е успешно реализирана ова концепција баш во ова одделение, бидејќи од овие 5000 и нешто повеќе предмети остануваат да се завршат околу уште 1200 и карактеристично за ова одделение е тоа што е едно од поуспешните во рамки на цела Македонија, бидејќи околу 75% од сите решенија се правосилно завршени. Директорите на Агенцијата за катастар и на Управата за имотно-правни работи рекоа дека отворените денови со граѓаните ќе продолжат и во наредниот период, поради што ги повикаа сите заинтересирани навремено да се информираат за термините на одржување, со што ќе можат да добиат одговор на своите нерешени прашања. Работата на црно и понатаму ја има во Македонија, па и во Кочани. Освен за работодавачите кои се уште кријат работници кои работат на црно, доста има и такви кои работат дома во импровизирани услови, без при тоа да размислат за последиците од она што го работат во нестерилни и несоодветни услови за работа, без завршено соодветно образование. Од друга страна, представуваат сериозна нелојална конкуренција на оние кои работат согласно законските прописи. Работи ли некој на поправање и намалување на сивата економија? Се учат на интернет како се прави маникир и педикир и за кратко време, без обука, нарачуваат се што е потребно од опрема и почнуваат сами во домашни услови да прават ногти во секакви димензии и бои, без при тоа да се размисли колку на тој начин се развива сивата економија од една страна и колку можат на лицето кое им ја дало довербата да му наштетат во однос на внесување бактерии преку геловите, турпиите и другата апаратура со која се работи специфичниот дел на изработка на маникирот и колку може да се рашират бактерии ако не се работи во стерилни услови. И не е проблем само маникирот и педикирот. Да не се спомене во делот на депилации, кои се уште посериозни во однос на пренесување инфекции ако се работи со восок, масажи и само наречените физиотерапевти, кои сами од гледање и пребарување на интернет се научиле да масираат па се нафатиле да работат на луѓе за многу пониски цени. Кога се размислува на тоа како да се заработи, а не се мисли на последиците од работење во нестерилни услови, тогаш е многу опасно.
Токму тие кои работат на црно во домашни импровизирани услови им представуваат нелојална конкуренција на оние кои за тоа што го работат имаат завршено соодветно образование или посетено специјален курс и инвестирале многу за да отворат дуќан и да работат согласно законските прописи за дејноста што ја имаат. Тие се регуларни и плаќаат буквално се што е потребно, оти кај нив постојано и доаѓа инспекција во врска со осигурани работници, законски регулативи, како и подмирување на сметки и фискални каси, индустријска струја, противпожарен апарат, сметководител, даноци и дополнителни трошоци, кои тие што работат дома ги немаат. Кај нив никој не доаѓа, никој не ги проверува, а тие пак работат со нереално ниски цени и на тој начин представуваат сериозна конкуренција на оние кои работат согласно законот. Сепак, борбата против сивата економија не е само прашање на активност на трудовиот инспекторат и на Министерството за труд, туку е и системско прашање кое што многу зависи од развојот, свеста на лицата кои што прифаќаат да работат на црно и од работодавачите кои што на еден или на друг начин се обидуваат да го злоупотребат работничкиот труд, односно да ангажираат лица на начин што е спротивен на законот. Канал 8 во врска со овој горлив проблем се консултираше и со трудовите инспектори, кои истакнаа дека сива економија има и во Кочани и ќе постои понатаму и дека трудовите инспектори немаат право да влегуваат дома на оној кој работи на црно. Единствено кој може тоа да го стори е УЈП, која пак, ако има пријавено таков случај, може само таа да го разреши. Само со дојава, односно пријавување на тие работници и проверка од страна на УЈП може до некаде да се спречи работата на црно, да се заштитат добрите работодавци од нелојална конкуренција и да им се обезбеди сигурност на сите вработени и на оние кои отвораат дуќани и работат согласно сите законски прописи. Крводарителска акција организираше полициската станица Кочани, во која скапоцената течност ја даруваат 30 вработени. Истата беше спроведена во соработка со лекарите од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Согласно годишниот план и програма, полициската станица Кочани во соработка со Министерството за внатрешни работи и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје во текот на целата година реализира крводарителски акции во која крв даруваат вработените во полицијата. На третата и последна за оваа година крводарителска акција, полициските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина успешно. За 2016 година очекуваме да ќе уследи нов план и програма. Исто така ќе бидат спроведени, мислам, 3 или 4 најверојатно ќе бидат спроведени. Така до сега се пријавено 30-35 полициски службеници. До сега има дарувано 14 полициски службеници кои ја даруваа крвта, али мислам до краја на акцијата бројот ќе го постигнеме. Институтот за трансфузиона медицина од Скопје има одлична соработка со МВР и со полициските станици во сите градови во Републикава, меѓу кои и со Кочанската полиција, така што соработката во делот на крводарувањето ќе продолжи во иднина. Одлично, значи, мислеме поради временските прилики дека кочанчани ќе се примислат, меѓутоа, како и секој се покажуваат во одлично светло, се имаме околу 10 дарители на крв. Очекуваме да успееме да реализираме бројката од 30 дарители кои што се предвидени за денеска, така да. Имаме одлична соработка со полициска станица Кочани, како и со сите подрачни единици на Министерството на внатрешни работи. Има подпишан меморандум и значи дарителските акции се одвиваат според предвиден годишен план, така да сите акции течат одлично. Имаме одлична соработка, очекуваме и таа да продолжи во наредните години. Лекарите од Институтот за трансфузиона медицина пред камерите упатија апел до сите оние кои се уште не се одлучиле да ја даруваат скапоцената течност, дека да се дарува крв значи да се помогне на оној на кој му е потребна помош, а меѓу другото представува и лична сатисфакција дека си му помогнал на некој. Освен хуманоста, со крводарувањето се работи и на подобрување на сопственото здравје во однос на тоа дека се обновува организмот и крвта во него. Значи пред се, лицето кое дарува крв има и личен бенефит од дарувањето. И за крајот вестите спортската информација. Помладите пионери на екипата на Фудбал Старс забележаа уште една победа како домакини и се засврстуваат на првото место на табелата. Слична игра во последното коло прикажаа и фудбалерите во детската лига, а само пионерите претрпеа пораз.
Не запира победничкиот поход на помладите пионери од екипата на Фудбал Старс од Кочани. Во деветото коло, како домакини, тие ги совладаа своите врсници од Маđар и Солидарност од Скопје со резултат 4:2. Иако со нешто послабо темпо во играта во однос на претходните кола, создадоа голем број шанси, од кои реализираа само 4, што беше доволно да прокнижат нови бодови на своето конто. Со тоа, тие и понатаму сигурно го држат првото место на табелата пред директниот конкурент New Stars, кој и покрај победата како гостин во Крива Паланка, сега заостанува 3 бода зад нашите фудбалери. Пионерите на Фудбал Старс пак и во ова коло на домашен терен не успеа да постигнат победа. Поразени се од Маđар и Солидарност со резултат 3:1, што е сосема реална слика за силите на теренот и прикажаната игра. За разлика од нив, успешни во настапите беа помладите членови на Фудбал Старс, кои играат во детската лига. Генерацијата родена 2003 година беше домакин на надпреварот со Брегалница и победи со 3:1, а најмладите, родени 2005, односно 2006 година, беа уште поуспешни. Тие ја совладаа истоимената гостинска екипа со 6:3, со што само потврдуваат дека фудбалот во Кочани има добар потенцијал. Во ова коло, сениорската екипа на Фудбал Старс, која се надпреварува во Општинската лига Кочани, беше слободна. Толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.